od moj jagol. Mislim, znači postojam. Тајната е во зборот. Зборот е искра на умот. Вистинската моќ за која што треба да водиме битка и дење и ноќе не е врз моќта на предметите околу нас, туку во моќта врз нас, луѓето. Таа се состои во тоа да се разбие човечкиот дух во ситни парчиња, за потоа да се спои во една сакана или можеби само посакувана форма. Но дали е тоа можно и во колкава мерка? Јасно е дека најстарото создадено нешто од човекот не се предметите, туку зборовите. Тоа е всушност прапочеток на се. Сватете како сакате. Зборовите можат се, и да израдуваат, и да насмеат, и да натажат, и да расплачат, и да разнежат. Во еден миг во светот се изговараат милијарди зборови. Сте размислувале ли за тоа? Ако не сте, време е на вистинското место и во вистинскиот миг да ви работи јазикот токму преку зборовите. Во нив, во тие животни искри лежи она божествено, духовно и небесно, што токму нам ни го дала земјината природа. Ако е нешто бесмртно кај човекот, ке признаете, тоа е зборот. Во него се содржани пораките на минатото, на сегашноста, а се продолжува и понатаму. Зборовите се светост, нешто највредно што ние го поседуваме. Ако се обидеме да ги уништиме пораките на зборовите, ние се уништуваме самите. Затоа треба да се почитуваат кажаните зборови. Тие може да зрачат со светлина и да ги смекнуваат душите на тие околу нас, за да не се дозволи запагање во области сиромашни со светлина, кои се повеќе се појавуваат токму на овие наши простори. Затоа се тука позитивните сили од природата што не обкружува и звездите што блескаат. Да се истрае во љубовта, во ведрината, во убавите ситни нешта, кои незабележливо и секојдневно минуваат тука некаде покрај нас, нерегистрирани од нашите сетила, покриени со прашината на тешките зборови, која останува да лебди, лебди и лебди. Зборот е главната искра што ве води на патот во внатрешноста на личноста. Изберете го патот на љубовта. Тој е најбезбеден. Не можам, не сакам и не верувам. Секојдневно се слуша ова не само од другите, туку и самите го изговараме. Тоа е дел од тоа што се нарекува разговор сам со себе, за тоа што се мисли или се вели за себе. Дали сте помислиле, јас сум предебела, не сум многу умна, или никогаш не можам да го добијам тоа што го посакувам? Кога некој ќе ви подели комплимент, мислите дека неговото мислење е погрешно и повторно се доаѓа до проблемот, што честопати се претвора во вистина. Секој пат, кога ќе се тргне во освојување на нешто убаво, тоа побавно оди, а секој пат, кога ќе се подсетите на нешто лошо, тоа ве прави некако посилни и со многу повеќе енергија. Може би треба да се знае дека изненадува фактот кога човечкото битие не обранува внимание на одредени клетки во организмот, тие едноставно се губат. Меѓутоа, исто така изненадува нивната појава кога на нешто, односно некому ќе му се посвети внимание. Тоа на што ќе му се посвети внимание станува реалност. А кога сме кај неа, погрижете се доброто и убавото кај вас да исплива на површината. Доколку постојано повторувате не можам, не сакам, не верувам, се создаваат пречки кои оневозможуваат промената кон нешто подобро и поискрено.
Постојано се бара убавото во вас, во другите. Погрижете се да не станете затворени во вашите така наречени саморазговори. Држете се подалеку од неправда, лоши случувања и се што може да ви наштети. Тоа што не може да се направи едноставно, не го правете. На ваков начин ќе ви се врати самодовербата кон себе, а секако и кон тие што се околу вас. Меѓутоа, како и да се земе, едно е јасно. Најважно е духовното и личното и вербата во себе, а потоа се друго, поточно барем во оние кои сметате дека ви се навистина пријатели. А денеска тие се реткост, затоа негувајте ги. Ако се земе во целина, вистинската среќа е денеска да се биде оптимист. Меѓутоа, песимистот и во секојдневните ситуации лесно наоѓа причина за незадоволство и страдање, тешко ги поднесува конфликтните ситуации или пак сам придонесува да дојде до нив. Најчесто неговите размислувања се ништо не ми оди од рака, ниту на работа, ниту во љубовта, ниту во животот. И така, оден во ден овие луѓе не веруваат дека постои можност за излез и за оптимизам. Доколку и вам ви се случува нешто слично, барем обидете се да пронајдете алтернативно решение, применувајќи го генералниот идеален против отров. Ако упорно верувам дека нешто лошо ќе заврши, така на крајот мора и да биде. Но зошто ви се такви размислувања? Тешкотиите се нормална појава и во работењето, и во љубовта, и во животот. Доколку реално се соочите со нив и не очекувате идеално, тоа и не постои, помалку ќе трпите, а излезот е некаде и секогаш постои. Кој неуморно се стреми кон нешто ќе го види тоа што го бара, запишал некој, а психолозите за кои оптимизмот и самодовербата не се посилна страна, откриле неколку мали тајни кои животот може да го направат поподнослив и поубав. Да се греши човечки е, поради што поразот не треба да се претвори во депресивна криза. Имајте доверба во сетилата на вашите позитивни мисли. Зарем мора сите проблеми и грижи на овој свет да ги натоварите на вашите плеќи? Да се сомневате во добриот резултат на работите кои ви тргнале, не онака како што сте замислувале? Прифатете ја стварноста таква каква што е, а своите позитивни мисли малку по малку ќе влијаат врз разрешување на кризните состојби. Какви се нашите сетила, такви сме и ние самите. Всушност, телесно ние сме производ на нашите 5 сетила. 5 сетила се како 5 антени кои се постојано во состојба на човекот, рецептор да му пренесат се што ќе посака. Тие незабележливо управувале со нашиот свет на емоции и мисли, ги потикнуваат нашите желби и представи, ги прифаќаме желбите на сетилата, а преку мислите го потенцираме во нас она, човечкото. На овој начин тие управуваат со нас и ние стануваме играчка на сетилата, но само дотогаш додека не ги ставиме под контрола. Сетилото за слух постојано се насочува кон прозорецот кога надвор соседите разговараат за ова и она. А ќе признаете, барем денеска, живееме во време на сетилни надразнувања и многу предизвици. Впрочем, условената душа е еден патник во кочијата на материјалното тело. Возачот е интелигенцијата, а дизгините па да, тие се умот. Не ги заборавам овде и коњите, тие диви, разуздани, кои во случајов всушност се разулавените сетила кои постојано се надразнуваат. Друго е прашањето колку и дали успеваме да ги зауздаме нашите сетила до крај.
Одговорот само вие го знаете, но јасно е дека само човекот во себе и на себе ги прима сите вибрации кои вибрираат на неговото ниво на свесност. Со нив тој се инфицира и поистоветува. Тоа што ве интересира, допрете го, почувствувајте го, но секогаш имајте резерва во себе. Се чини невозможно, се додека не се направи. Од мој агол. Мислам, значи постојам.